Добро вечер и добро дојдовте во новото издание на магазин со Слободан Томич, кој реализирам во очи на големиот празник посветен за Свети Климент. И наистина ми е драго што секојаш пилам да зборам, да се заблагодарам во секој случај на Бога што секојаш емисиите ги реализирам на пригодни угодни празници кои заедно со вас ќе ги споделам овие 60 минути, но не можеме да ги избегнеме и случувањата кои се дел од нашето секојдневие. Секојдневие е обременето со стереотипи, предрасуди кои навистина обременуваат ситуацијата наместо во позитивна, во негативна конотација и линија. Зошто? Затоа што сепак се уште тие патриоти на батерии, како што ги нарекува еден мој колега, кој ќе го најавам како прилог во тамошните минути, дава за право да упати порака дека мораме да се коригираме. Зошто? Бидејќи повторно речено по Божја промисла живееме еден покрај друг и треба да се подадеме рака и кога ни е тешко и кога ни е добро, бидејќи треба да изградиме и да дефинираме државата како што треба заедничка за сите. Затоа, почитувани, тој немил настан што ни се случи минатата, мислам, денове, создаде голем повторна една ситуација на една тензија која не би требала да постои токму во овие мигови кога навистина економската ситуација уште повеќе демне над нас. Разликите помеѓу националното и државното знаме е работната тема, а пред тоа да ве поздравам од мојата екипа, мојот главен продуцент Кристина Томич, исто моите најблиски соработници Ивана Алексовска и Огнен Димовски се со нас. И дозволете ми да ги поздравам моите почитувани соговорници, кои ќе го задржат вашето внимание, а тоа е професор доктор Јован Јоновски, председател на Македонското грбословно друштво. Добро вечер и добро дојдовте. Благодарам за поканата. Чест и задоволство и мојот почитуван пријател и голем експерт по лексикологија, господин Ѓорги Дојчиновски. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Почитувани, апропо случувањата, како што реков неодамна што се случија, дај Боже никош да не се повторат, со глед дека видовме дека ова инфекција го зарази Балканот. Тоа се случи на денот на независноста на Албанија 28 ноември, бидејќи сите велат денот на знамето, тоа е денот на независноста на Албанија. Еве да одиме со тој ТВ избор да видиме што е тоа што се случило. Прославите на денот на албанското знаме почнаа вчера уште во текот на денот. Во Тетово, но и други општини главните булевари беа накитени со албански знамиња, но имаше и такви на голема Албанија, кои за прв пат во толкав број беа ставени на тетовските улици. Ситуацијата сепак кулминираше во текот на вечерните часови. Голем број граѓани со автомобили од повеќе делови на Скопје синхронизирано тргнаа кон центарот на градот. Во колони со автомобили накитени со знамиња го блокираа сообраќајот во централното градско подрачје. Тука се случија и првите инциденти со сквернавање на македонското знаме, дивења и навредливи скандирања од групи претежно млади лица. Како што можеше да се забележи од видеоснимките објавени на социјалните мрежи, овие македонски знамиња беа симнати од уличните бандери, дел од нив беа и запалени. Инцидентите кулминираа пред крстосницата кај трговскиот центар Мавровка во Скопје. Од повеќе видеа можеа да се чујат истрели кои звучат на рафална стрелба од автоматско оружје. Страшните гледки предизвикаа лавина реакции на социјалните мрежи. Граѓаните револтирани од синокешниот инцидент кога настрада македонското знаме, побараа експресна реакција од полицијата и итна одговорност за сторителите на делата. Да, тоа е ТВ извор, почитувани, знаете дека јас тоа го практикувам со оглед дека овој магазин и правиме едно ретро што е тоа што се случило. Тоа што се случило, реков никош да не се повтори, но не сме да се девалвира функцијата и професионалноста на органите, односно институциите на системот
И наистина јас му благодарам на господин Панчо Тошковски, министрот кој најпрофесионално со својот тим ми ја менеджираше ситуацијата. Знаеме, има такви луѓе кои не би сакал да ги наречам, ги нарекуваат дека се тоа почине на злото, кои лаат, простете тоа јас го спомнувам врз на експертската јавност, кои сака да создават голем немир и да создават хаос, односно магла сеат, за да ашичарат. Но еве, еден мој почитуван колега, јас го поздравувам, тој е Мефаил Исмаили, новинар, автор на еден многу познат подкаст, јас го поздравувам, даде одговор за тие така наречени патриоти на батери кои сакат да ловат во матно. Да го слушнеме господот Исмаили што. Të djegësh flamuj, të shash, të fyësh, të tregohesh trim në turma ose pas maskave, është gjëja më e lehtë. Biles patriotët e këtij lloji janë në numër aq të madh, saqë nuk ka thes që i nxe. Por në këtë situatë mendoj se dy gjëra duhet të theksohen. E para, pasi digjni, shani, e shkrini egon e patriotizmit të rrim, a jeni të vetëdijshëm se kujt i keni bërë shërbim, kujt ja keni dërguar ujë në mulli dhe kujt ja hapni edhe më shumë rrugën që në kurriz të budallëkut tuaj të pasurohet, ndërsa juve të vazhdoj të kontrolloj e të lë me barkun bosh. E dyta, ja, u shfryt mirë me këto gjeste vulgare, por kur u kthyet për në shtëpi, rruga në të cilën ecët a kishte asfalt e kanalizim, por rroga në bank a ju ishte shtuar. Ndërsa, a mos e gjetet veten edhe në Bashkimin Evropian? Jo, normal që jo, sepse po të kishim djegur flamujt e partive, apo të kishim kritikuar kaq shumë politikanët sa djegim flamujt e shajm njëri tjetrin, sot të paktën do të kishim kanalizim, libra në shkolla, do të ishim edhe në Bashkimin Evropian dhe në vend që të merremi me këto budallëqe, do të ishim duke planifikuar se ku do i kalojmë pushimet dimrore, e jo të rrim me frikë se a do të na jap buke cigare veresi dyqani tek Halla. Dhe kur pas gjithë kësaj, kur e shohim se si veprojnë e reagojnë subjekte të caktuara politike, të cilat në vend që të bëjnë thirrje për qetësim, i fryjnë zjarrit edhe më tepër, kjo e bën të qartë se për ata më me rëndësi është që qytetarët të jenë të varfër e të mbushur me mlefe urrëtie, sesa mirëqenia, por edhe avancimi i vendit. Por ajo që mendoj se duhet ta dini është se pasuria më e madhe e këtij vendi është diversiteti, se patriotizëm më i madh është të mos vjedhësh, të mos gënjesh, mos jesh i dhunshëm, ti respektosh fqinjet dhe bashkëqytetarët e tu. Patriotizëm i vërtet është të kujdesesh për natyrën, për përparimin e vendit tënd, të studiosh, të jesh tolerant. Patriotizëm është që të zgjohesh në mëngjes me ndjenjen se ke bërë gjithçka për vendin tënd, që fëmijët tanë të kenë ardhmëri dhe jetë të sigurt, të zgjohesh me ndjenjen se vendi jot është i qetë dhe pasurohet, e jo të jetë vend i cili përqeshet nga çdo kush. E për në fund një porosi për të gjithë patriotët me bateria, nëse jeni burra e trima, digjni e shani flamujt partijak dhe politikanët që na kanë lënë në këtë deregje, e jo komshiun dhe bashkëqytetarin. Да, тоа беше Мефаил Исмаили, новинар кој даде својот осврт за и околу случувањата. Господо, и 20-та сте експерти по вексикологија, или тоа е наука за знамиња, а професоре, вие сте исто така по хералдика. Еве, би дали еден осврт за се тоа, сепак светоста на една држава, тоа се белезите, знамето, грбот и химната, дали треба да се скврнуваат, дали треба вака да се однесуваат и се тоа. Повелите. Актот на палење на знамето е акт на револт. Не се случува само тука, секаде кај што се случува во сите конфликти што ги гледаме, палењето на знамето е еден начин да се искаже револт проти не самото знаме како предмет, туку символиката што ја представува. Во конкретниот случај, тоа беше знамето на Република Македонија и револтот е направен не кон, рековме, материјалот, платното, нели тоа, туку кон символиката што да е, тоа е револтот кон Македонија, кон државата. Го слушнавте господин Исмаили, кој искрено кажа за тие патриоти со батери, кои дефинитивно работаат како папети или како маринети по далински пругач од народовдавачите кои се кучиња на злото што ги викат или јавачи на покажницата. Господин Ѓорѓи, кој е вашиот коментар?
Сега тоа не можам да кажам дали е стварно така, дали е по наредба на некого. Ја мислам дека ова треба да се гледа како поединечно. Значи не треба да го гледаме како колективно нешто, дека сите албанци ово... Не, имаме одговор дека нашиот колега јавно упати критики, дека тоа не го поддржува. Да, е све во ред. Така, само значи ние треба да се насочиме, државата освари, да се насочи кон тие 10-15 души што го запалиле знамето, што го газеле, бидејќи си имаме закон во државата, 1 година до 5 години ќе води во затвор. Значи треба може да се смени законот. Такви лица да се избркаат надвор од државата, значи нешто да се смени. Да не се случува повеќе така. Значи тоа е. Докторе, што за знамето како символка, што представува знамето за една држава? Добро, првим да го дефинираме што е знаме. Да. Нели? Знамето е дводимензионален символ кој што е видлив најчесто и кој со своите бои и облици представува нешто. Во конкретниот случај, ако станува збор за држава, представува државата. Може да биде дел од локална самоуправа, може да биде да представува символ на нека организација. Она што е најбитно, како што спомнавме, е дека треба да биде од видлив материјал, затоа што имаме и други символи на државата. Во нашиот устав се спомнати 3 символи. Така. Грбот, знамето и химната. Така. Сите тие имаат еден посебен вид, посебна начин, посебно место во употребата. Обично грбот е повеќе за по-официјално, поддржавничка употреба, додека знамето покрај државата го користи и народот. Затоа можеме да го најдеме знамето и во дворовите, можеме да го најдеме на свадби, различни приватни настани, додека грбот не се употребува за таа работа. Нели, грбот го има на амбасадите македонски, ретко кој, ако воопшто некој го става дома грбот, во смисол во дворот на зградата, затоа што сепак тоа дава едно ниво на официјалност. Додека, иако знамето е државен символ, сепак тоа е единствениот символ од тие државни кои што и народот го употребува и со кои што се поистоветува. Ѓорѓе, исто за вас тоа прашање. Знамето треба да го сватиме како дел од нас. Значи, треба да си очуваме, како што си очуваме с нашите очи. Така. Значи, знамето, секоја држава, која се оформила, која станала независна, има тие 3 символи. Од кои што знамето, кој ќе го видиме на некоја телевизија, знаеме дека е представува некоја држава. Било каде, значи, на спортски настани, да, значи, преку тоа, нема потреба да пишува Македонија или Америка или Грција. Така, темата наша е разлики помеѓу национално и државно знаме. Професоре? Повеќе би рекол народно знаме, кај нас национално има етничка димензија, затоа што во поголемиот дел од Европа национално значи државно. Така. Кај нас е тоа подвоеност, така да има 2 концепти, точно е, некои држави дури го утврдуваат тоа со самиот закон. Еве, да почнеме од комшиите наши. Например, Србија точно дефинира државно знаме, тоа е тробојката со грбот, додека има и народно знаме, тоа е тробојката без грбот, кое што е предвидено токму за овие приватни употреби. Исто така и Република Албанија во своите претходни устави исто така дефинира покрај државното знаме, она што ние го знаеме, нели, црвеното со двоглавиот орел, дефинира и народно знаме, а тоа е црвено знаме поделено на 3 дела, во кој што средниот дел е црн. Така да и Албанија има народно знаме, значи дефинирано од самата држава. Има и други држави кои што исто така, не сите, но има држави кои што прават дистинкција. Дури во самиот устав или закон, кај што дефинираат разлика помеѓу државното знаме и народното, доста често е тоа со примената на грбот, како што е српскиот пример. Да. Можам уште подпрашање. А што е со Косово? Косово има сосема посебно знаме. Да, тоа е знамето на државата. Секоја држава има знаме. Косовското знаме во теоријата на знамињата е знаме на конфликт. Значи, знаеме дека после конфликтот во Косово,
меѓународната заедница распиша конкурс за тоа како ќе биде знамето и во тој конкурс беше строго определено што не смее да има на знамето. Што не сме? Не смее да ги има етничките символи ниту на албанците, ниту на србите. И беше забрано да се употребува црвената боја, која што е дел од албанското знаме, но и е дел од српското знаме. И затоа знамето е избрано со сината боја на Европа. Истиот пример како што е и на Босна и Херцеговина, како една неутрална, како една боја која што е слична и на Обединетите нации и го покажува патот кон Европа. И тоа е знаме на државата, додека како видиме реално, многу често на Косово се вее знамето на Република Албанија вон тој официјален контекст. Ама они го више го чувствуваат како државно знаме, косовското знаме. Косовскиот народ, така? Да. Косоварите си го прифатиле тоа знаме, Како етничко знаме, Да. како етничко знаме, како народно знаме. народно знаме, ама и државното си го почитуваат. Сакам да кажам, не како кај нас албанците не го почитуваат македонското знаме. Не може да додат до тоа чувство како да е нивно, државно, така? Да, но тоа е процес кој што трае. Треба изгледа, Затоа да дојдеме- што при донесувањето на знамето, што го имаме од 95-та година на 5 октомври, гласа сите заедно. Освен тројца пратеници што не гласа, сите го изгласа. Тоа знаме. Значи не може да се каже дека тоа е само македонско, македонците го гласа, албанските парламентарци не учествуваа во изборот и не го гласа. Значи знамето е од сите подеднакво прифатено, но она што е битно е како нов символ, треба време да се прифати тој нов символ. Значи, најголемиот дел од луѓето кога е донесено македонското знаме, го имат прифатено како символ на пораз. Символ на пораз, символ на принуденост. Така, 30 години подоцна точно, ситуацијата кон знамето е сосема изменета. Имаме многу генерации кои што се пораснати со тоа знаме и кои што други знамења не познаваат. И за нив идејата е многу поинаква. Можеме да видиме на спортските надпревари какви знамења се носат, но ситуацијата се менува 19-та година со Преспанскиот договор се гледа повторно тренд на употреба на сонцето од Вергина. Зборуваме во приватната, во спортската, на спортските надпревари. Значи, сепак, односот кон едно знаме е нешто што се гради. И тука е, може би, дел од нашиот проблем, значи, често пати ние сакаме, очекуваме нашите сограѓани албанци да го почитуваат, но имаме ние и македонци што не го почитуваат и се обраќаат кон него како кон вентилаторот, како нешто туѓо. И ќе треба уште долго време додека се подигне свеста. Значи, во секој случај, значењето на символите се гради. Пример, во Америка, во сека училница има знаме. На што се должи тоа? Тоа научниците го велат цивилна религија. Кога на државата, на државните символи им се дава религиско значење. Значи, наместо порано ако имало икони во училниците, сега има знаме. Значи, нашата почит од, да речеме, вера кон Бог или што е, се насочува кон државата како систем. И државата преку сите тие символи го гради идентитетот на нацијата. Што не е пример во Македонија. Рече, имаме еден прилог, не тоа прилог, че го коментира господинот Ѓорги Дојчиновски, а тоа дека семејства имаат, вие секојдневно се дружите, се очувате, се дружите со знамењата, ги создавате, ги продуцирате, ги креирате. Тука е еден пример каде што македонско семејство со интониран, да видиме, може да го пуштиме? Можеме тоа со химната, со знамето. Ве молам, Режи, ако може да го имаме. Не тоа, ве молам.
Не. Реже, ве молам, имате во ред, нека оди и овој моментум, а ќе го искоментираме. Еве младите кои дефинитивно го имаат во себе тој дух на патриотизам и се тона. Но еве, можете и тонот малце да видиме дека се може да го искоментирате Може, во да. позадина тоа што представува овој Значи, овој пријател, значи се запознавме Чичко Благоја од Америка, повратник во државава. Да. Дојде кај нас во фирмата, сакам да поставам јарбол и знаме во дворот, што кај нас е многу ретко, значи, а во Америка секоја втора куќа, трета има јарбол. Кај нас, значи, сега дојде човекот, си го порача знамето, со кејф, значи, Со љубов. се гледа, значи, кај луѓето, значи, дека има љубов, дека и ние сме го испочитувале све, значи, И тоа со интонирање на македонската химна. И во соседството на телевизијата, Љупчо, мислам се вика господинот, кој замина во Америка, во дворот му стои македонското знаме, што мене ме исполнува. Професоре, и само се извинам, значи, ве молам. некогаш дури ќе ни се смејат ако имаме знаме значи поставено. На што Значи, се луѓе, должи? па не знам, На што се тоа е должи нешто тоа? чудно кај луѓе, ставил знаме. Така државни празници, значи има луѓе што си на тараса на овоќе си стави знаменце. Со љубов, со Така. пиетет. Професоре, ве молам. Има држави каде што употребата на знамето е предвидена со закон. Еве, например, нашиот сосед Грција, јужен сосед, значи таму е со закон предвидено дека вие мора да ставите грчко знаме. Значи не е прашање дека вие И во знамето си има крст. Да, не навлегувајќи во тоа дали вие сакате или не сакате, со закон е, значи Обврзувачки. обврзувачки дури и за цивилите. Значи не само Има за казнени одредби? Не сум сигурен за тој дел. Особено тоа ние го знаеме, особено периодот после граѓанската војна во Грција, тоа беше едно нешто што и дури претходно во тој период, тоа е една од редбите која што служеше токму тоа за да го изгради новиот грчки идентитет. Да, и јас имав прилика повеќе пати да представам во различни држави, во Соединените американски држави и видов навистина со која љубов го негуваат тоа чувство на патриотизам, тоа религијски, како што рековте вие, кај што навистина тој ми е најголема среќа и радост кога ќе го постават знамето и тоа навистина мен не се чувствам хендикепиран, не ми е сеедно кога ќе видам во мојата држава Македонија како се однесуваат. Професоре, и за двајцата, дали старото знаме со 16 зраци го представа македонскиот народ? И вие спомнавте Виргина. Од друга ситуација слушнав се збори Кутлеш. Слободане, не го употребај зборот Виргина, Кутлеш. Може ли тука да ги дефинираме тие разлики? Дали има разлика во едното и другото и прашањето ова? Да, во користењето на термините, значи ние го користиме сонцето од Кутлеш, додека грчката страна го користи звездата од Вергина, не сонцето од Вергина, иако хералдички чисто гледано, тоа што е на знамето е звезда, не е сонце. Од проста причина што зраците се подолги од дискот. Значи, во светската стручна литература, ако земе, тоа би било звезда, не сонце. Но поради нашето сваќање дека затоа што сонцето како символ во македонските знамиња и македонските грбови е од поодамна, ние сме навикнати да го гледаме тоа како сонце, не како звезда, и за нас е сонце, ние го прифаќаме дека е тоа сонце, затоа што тоа не е првото сонце на нашите знамиња и на нашите грбови. Значи, едно од првото сонце кој што се јавува е на знамето на македонската колонија што е во Санкт Петербург, така, која што 1914 година има 1/4 од знаме, од сонце, во едно, сите се сеќаваат на коњот со букефал, но во останатиот дел имаме 1/4 од сонце, или на која што пишува единина независна Македонија. Потоа го имаме, да речеме, и на Кумановското револуционерно знаме од 903 година, така да сонцето и потоа и на грбот се јавува од 45 година, така да ние сме навикнати на символот на сонцето. Иако исто така имаме многу претходна поврзано со сонцето во културата и на Македонија, да не речем од античко време, и со
познати се култовите и на античките македонци, и на пајонците, така да ние имаме многу долга традиција на сонце. Прашањето е на обликот, како изгледа тоа сонце, затоа што рековме сонце имаме многу, може да се разликуваат на друг начин. Обликот кој што е земен од саркофагот од кралската гробница, која што во Ајга, која што е сега дали ке е Вергина, ќе кажеме, или нашето име ќе биде Кутлеш, значи станува за истата географска локација, така, од саркофагот кој што е најде, кој што се предпоставува дека е на Филип, се предпоставува на Филип, дека е, и тој конкретен дизајн е тогаш практично 77 е откриен, 80 година е промовиран, и од тој момент тој вид на знаме почнува да се перцепира како символ. Иако, ако се вратиме назад, токму тоа сонце, покрај сонцето генерално, токму тоа сонце се наоѓа на многу места во Македонија, но претходно не бил перцепиран како символ, како декорација. Како што спомнавме за знамето, дека треба време и треба простор, нели, и однос за да се развие символот, така истото кон тоа знаме. Дали имаше можност, еве за 20, прво да ве прашам господин Дојчиновски, а ќе се навратам на тоа, дали имаше македонецот можност да се изјасни во времето, еве да речам, во едноумието, кога имавме знаме кој символизираше народно-освободителната борба. Но да видам, дали кој е нашето, апропо господинот Јовновски што одговори, дали старото знаме со 16 зраци го представува македонскиот народ? Народот самиот се идентификува, значи самиот си бара, така, значи сега ние се чувствуваме дека ни е поблиску. Значи тоа е првото државно знаме во независна Република Македонија. Предходно сме имале други знамења што биле, нели, социјалистичка народна Република Македонија, таму друго било знамето. Целата работа е што лавот, знамето како символ на знаме, се користат во Македонија. Сега тоа више го немаме. Сега се користат, значи, сонцето се сватевме на Вергина или дали е Кутлеш. Значи, све исто народот се го гледа, да, ама има дел од народот си обара и лавот како символ на нашата држава. Така. Професоре, на апропо прашањето е дефинирано и според анкета спроведена. Би можело нешто да ни кажете околу тоа, околу прашањето што постои? Што дел од мојот научен интерес е знамето и вексилологијата пред се Имавте докторска дисертација. Да, токму на оваа тема, на сонцето и лавот, како символ во македонската хералдика и вексилогија, односно на грбовите и на знамињата во Македонија. Колку е точно дека македонскиот грб е најстар? Не може да е македонскиот грб најстар, затоа што хералдички. Не, јасно. Ние зборуваме за прв грб од она современо што ние го знаеме, е грбот даден на Геофри Плантагенец, идниот крал на Англија Хенри II, на 10 јуни 1128 година. И погодете што има на тој грб. Што? Лавот. Лавот. Така да, македонските грбови се малце подосна, но она што е многу интересно, македонскиот грб потекнува во свеста на Европа. Многу пред да дојде тука во нашите краеви. Тоа е поврзано со митот за Александар Македонски. Значи, ликот и делото на Александар Македонски во средовековна Европа е нешто што е многу силно изразено. Има многу книги кои што се пишувани, нормално, тие се во алегориски стил, тие се преработки на животот и делото на Александар Македонски од Калистен, пишувани, и на нив имаме многу грбови знамења, почнувајќи дури од 12-тиот век, ние имаме грбови знамења припишани на Александар Македонски. Значи, тоа не се знамења и грбови кои што тој ги носел, лично, туку како европската цивилизација го перцепира Александар Македонски како символ на витез, символ на моќ, символ на воинство, символ на доблест. И тоа е една многу голема приказка која што е во средновековна Европа, и потоа тој грб од грбот на Александар Македонски, припишаниот полека станува грб на Македонија.
Да се навратим на прашањето, кој представува и дел рекомен вашата дисертација. Господин Дочиновски што вака и Ваби ме прашал и да коментирате според анкетата, ако ми дозволите. Професоре, ќе коментирате ли анкетата и резултатите? Да, значи прашање, затоа што сакам да кажам дека вексилологијата е пред се социолошка наука. Добро. Значи не е битно само символите графички да ги видиме, туку што представуваат за нас, кој е нашиот однос со символите. И еден од начините што можеме да ги истражиме е преку анкети, поставени со различни прашања. Така да јас имам една анкета, ова ми се само последните одговори, кои што секои 3 години истите прашања ги поставувам. И да се види барометрот како се движи. Да видиме каква е промената на вели? прашањата. Може да коментирате? И прашањата се следни. Може само да ги покажем у камера, а вие ќе го рече, ако можете да. Ова се графиконите, ќе ги коментира професор, повелете. И уште едни другите. Еве и овој, истиот, ако може зум, ако може, ако не, да. Да, благодарам. Би почнал од тоа. Од првото, повелете. Да. Значи, првото прашање кое што е поставено е дали македонската држава треба да го врати старото знаме со 16 краци. Што вели? Одговорот може да биде да или не. За да велат 63%, за не велат 37%. Ќе повторите уште еднаш? Значи, за се 63%, 62,65%, за не се 37,35%. На прашањето поставено малце поинаку, каде што може да има повеќе одговор, е кое знаме е повеќе македонско. И дадени се можности од 5 одговори, од кои што од едната страна се старото знаме со 16 краци, на другиот дел од спектарот е новото знаме со 8 краци. Што вели? За старото знаме се изразуваат 51,82%, за новото знаме 22,12% и 19,70% се со одговор измеѓу. Значи и двете. Третото прашање е дали старото знаме со 16 зраци го представува македонскиот народ, повторно понудени се два одговори да и не, за да се 75,15%, за не се 24,85%. Истото прашање, малце со поголема можност, за да можеме да ги видиме нијансите, колку се служувате со изјавата. Старото знаме со 16 зраци е македонско етничко знаме, додека новото со 8 зраци е државно знаме. 34,76% се согласуваат со изјавата, 24% се неутрални и 27% не се согласуваат со таа изјава. Господин Дочиновски? Интересна анализа, анкета, да. Значи, тука се гледа дека, како што кажа професорот, изгледа дека со годините ќе се смени чувството на државно и народно знаме. Значи, ако пред ова анкета била сигурно со поголема разлика, да речам. Минимална. Има разлика, ама за 2%. Споро одиме, така? Да, 2%. Што ја кажавте вие. Да. Значи, македонскиот народ си го сака првата љубов, така? Да не се заборава, значи сакаме да си ама многу е кај нас проблем што политички се за тоа се прави. Значи, кој ќе кажат, ова е ВМРО-вско знаме. Значи, сега се користиме, значи, така? И кој ќе увидат луѓето ќе кажат ВМРО-вско. Не е ВМРО-вско тоа, да е македонско, така? Па и самите СДСМовци си го сака тоа. Ама во ред, па според анкетата кој ќе видиме може да е така или вака, ама да не мешаме политика, ама не, меѓутоа, јас имам познаници што ги знам, ги познавам и навистина го љубат македонското знаме од Кутлеш. Па и името си го љубевме, ама пак ни го сменија сад. Двете знамења се македонски, затоа јас тука дефинирам за кое станува збор. Затоа што Македонија всушност има 3 знамења, затоа што и знамето црвено со петокраката е исто македонско. Да не заборавиме дека целата македонска државност е под тоа знаме. Осамостојување, армија, пари, сите работи се направени под тоа знаме со петокраката.
Интересни се истражувањата, ако дозволите. Според истражувањата, не мои, што можеме да најдеме од тој период, луѓето не го сваќале тоа знаме исклучиво како партиско или како... Дури ако земеме прогласот на... Манифесто? Прогласот на Асном после кога зборува, вели да го однесиме црвеното македонско знаме да го крениме високо. На едно, 3-4 реда подолу, македонското, да го однесиме македонското партизанско знаме во Скопје, во смисол да го, нели, да се ослободи Скопје како столицата. Така да можеме од тоа да видиме дека едноставно тие две работи се преплетуваат. Ако земеме историски земено, ние македонското знаме, ако го следиме почнувајќи да речеме од Разловечкото востание 1876, и ние имаме постојано црвено знаме, а се менува нешто жолто. Жолт символ. На почетокот жолтиот символ е коцката со црвениот лав. Во времето на социјализмот ја имаме црвената петокрака, потоа го имаме 16 зрачното сонце, жолто исто така, потоа го имаме 8 гракото сонце. Морам да нагласам дека вексилолошки гледано, символички гледано, промената на знамето, ние не го менуваме символот. Ние имаме златно сонце на црвено знаме, сега имаме повторно златно сонце на црвено знаме. Она што се менува е типот на сонцето. Имаме првин тип со конвергентни зраци, сега имаме тип со дивергентни зраци. Има значење нешто? Промената на знамето, значи, кога е правено 95-та година, професорот Грчев е големиот дел од работата, се прави можност да се сочува символиката на знамето од другите типови на знамиња, другите типови на сонце. Значи, ние во вексиологијата и хералдиката подразбираме 5 вида на сонце. Ако имаме време на брзинка да ги обралажам, првото е сонце без диск, како што е, например, на знамето на Јапонија. Сакам да кажам, диск без зраци. Без зраци. Потоа може да биде сонце со конвергентни зраци, односно хералдичко сонце, каде што имаме конвергентни зраци, но секој алтернативен зрак е извиткан, како знамето на Аргентина. Сонцето на Аргентина, тој е хералдичкиот символ на сонцето. Потоа имаме сонце со конвергентни зраци, значи завршуваат зраците. Имаме со дивергентни зраци и посебен случај ние имаме сонце, го нарекуваме тип кутлеш. Затоа што сонцето кај нас е дефинирано со 16 крака. Тој тип на сонце ние го имаме и на археолошки наоди со различен број на зраци. Може да биде 8, може да биде 12, парен број е секогаш, може да биде 8, може да е 12 зраци, така, може да има и повеќе зраци. Има символика зраците, бројката на зраците? Некаде има, некаде не. Значи, по конкретниот случај, најчесто нема. Затоа што е тоа како уметничко правило, зависи од уметникот како му е направена композицијата. Така. Тој тип на сонце, например, често пати се случува во македонската иконографија, каде што често на иконите, на фреските на Богородица, има на шамијата, има сонце и понекогаш тоа сонце е направено со прави зраци, но некогаш е направено со конвергентни зраци, што и го прави слично на знамето кое што е. Така да, бидејќи 95-та година заради времената спогодба со Грција, се менува знамето, односно не се менува типот на сонцето, донесена е одлука да се продолжи со истиот, да има повторно сонце, кое што ќе биде, тогаш Грчев ги прави комбинации на сите други видови на сонце и на крај доаѓаме со овој дивергентен. Но ова не е знамето на Грчев, затоа што Динката го менува во последен момент дизајнот. Тоа е одвојување на централниот диск
и промената на пропорцијата. Оригиналното знаме е она златна пропорција, што е 5:8, додека ова знаме е издолжено знаме и е одвоен Да кругот. подсетиме, Динката исто така е автор на муралите во собрание, така? Да. Ликовен уметник Никој пар не- екселанс. Пар екселанс. Господин Дочиновски рекол дека секојдневно се дружите со знамињата. Што представува за вас? Што имате ли луѓе кои доаѓаат, да речам, и сме иницијативно бараат да им се направат, да се изработат и се тоа? Значи, кој што ви кажав, кај нас најголем потрошувач на знамења во држава се државните институции. Значи, државата е таа што мора да постави знамења. Ама тоа гледаме дека и не функционира сегде. Значи, да идеме сега во некој училишта, ќе видите дека нема знаме. Значи, во основно средно училиште Има дотрајано. или дотраено, значи некој, видите, значи тоа треба некој да одговара каде ќе сад таму. Треба се смени, сега едноставно треба да го смениме тоа. Таа навика, значи Добро прашање, да. браво. Значи, а луѓе држава си осака, значи процентуално кај нас, сега да речам, можеби 30%, значи сега изработуваме од кутлеш знамења, 17% се државни. А порано било, нели, затоа ви кажа, разликата кај нас, да речеме, продажбата на знамења се движи во тој сооднос. Значи, луѓето више почнуваат да не се срамат, значи да си го засакуваат, значи не да се срамат, значи више почнуваат да го сакаат и ова знаме што го имаме сега. Мене ми е задоволство да го слушнам. Јас навистина ми е предизвик што сте вечер во наше друштво со оглед дека говориме за суштественоста на знамето и неговото значење. Да, почитувани, господин Дочиновски ја подржа иницијативата на нашата ексклузивна емисија за и околу американските избори, за предизвик ми е што е со нас, ви споделува мислење и за вас што значи од прва рака знамето и љубовта кон знамето. Професоре, рековте, во Америка стана една дисциплина, едно домашно воспитание, љубов кон знамето, да се традицијата, да се во континуитет, да се запази, да се задржи, што е наистина импресивно. Имаме еве наша пријателска држава Турција, која не можеме да ја поставиме, ќе се согласите. И таму има една таа традиција, таа еве религиозна, како да ја наречат, како да речеме, кај што љубовта е Цивилна религија. цивилна религија, Како можеме тоа да влијаеме, гледаме, ви благодарам за ме подсетивте, институциите не водат сметка да ги обнова знамињата. Гледаме дотраени, излетени, али морам да го кажам. Ние осамостојањето го дефинираме на 8 септември, знаеме по какви услови, имавме неверни томи и така, но како и да е, ја добивме нашата независност заслужено. Од друга ситуација, имавме за прв пат 2006 година ставивме белег дека во државата знамето на Македонија е ова знаме. Зошто имавме таа отсутност, да речам? Бидејќи секаде во светот мора да имаш еден белег на држава истакнато. И апропова што денеска гледаме дека голем број институции ниту водат грижа дека треба се обноват, да се сменат. Тоа е огледало на државата. Апсолутно, значи една од прашањата, ако земеме Македонија, се самостои под старото знаме. Хрватска беше ситуацијата претходно, дента пред да се осамостојат, го сменија знамето или го вратија. Како да се зема, кај нас, според Уставот од 17 ноември, кој што ги пропишува, односно Уставниот закон, знаме грб требаше да се донесат за 6 месеци. Така. До крајот на годината ништо не се случуваше по таа основа. Имаме многу интересна една новинарска статија каде што ги прашуваат парламентарните групи, сите присутни во тоа собрание, колку беа 5-16, имаше доста групации, кои се нивните односи кон символите. И што треба да се прави со символите, и што е најинтересно, никој од сите тие групи не излезе со конкретен дизајн. Ниту за знамето, ниту за грбот. Зашо? Тоа е прашање кое што треба да се обидеме да го одговориме. Сите бе зборуваа за процедурата. Треба да се слушни мислењето на сите, треба експертите да го направи. Само, мислам дека беше Владимир Голубовски од ВМРО Народна, не, односно Вистинска, која беше првата, само тој исполнува дека грбот, покрај истата реторика со другите, дека грбот треба да биде со лав. Сега,
се одржа конкурс, се направи конкурс за државните символи, кој што заврши 92 година, комисијата не бендиса ниту едно од приложените предлози, одбра 3 автори на знамења и потоа им даде задача да направат ново знаме, со кое што Уставната комисија ќе го предложи, и тоа знаме е црвено со сонце, кој што има 16 крака, но не како тоа, туку е кружно со мали 16 крака, кои што се прекршуваат во 32 крака. И тоа беше договореното знаме да биде на Македонија. Но, со големи усилби на Тодор Петров, кој што практично го дефинира знамето на Кутлеш во својот трет обид. Во своите амандмани што ги дава, се менуваат, секој нов амандман, се менуваат пропорциите на дискот, на краците, и последната варијанта успева да ги убеди сите. Особено многу битна работа е за донесување на тоа знаме е Лисабонската декларација. Ако се сеќавате. Да, секако. Кога Лисабонската декларација дека Македонија може да продолжи својот пат на Европа, но без името Македонија. И да не се спомне и другата. И да нема воопшто. И како резултат на револт на таа одлука, фактички е донесено дизајнот на знамето на Вергина Кутлеш. Односно, дизајнот кој што е дефиниран од Тодор Петров. Да, меѓутоа беше краток здиг, беше, да подсетам, 93 година. Тоа го спомнам повеќе пати во емисиите. Се случи посета на Џорџ Сорос и ќе ја парафразираме вака, по интригански, да ќе смисла зборот. Вели, чему вие вакво знаме? Дајте ве, луѓе, смените, не, ова ваше. И се случи дека ќе ни дадале некој кредит, околу $3 милиони, убаво се сеќам, 30 или 30 милиони долари, и се смени знамето. Дали може на таков лукративен агол, да речам, да се смени знаме кој народот го љуби и го чувствува по своите дамари за еден, да речам, една сума од 30 милиони долари? Тоа не е кредитот, значи тоа е точно Сорос дека дојде и во моментот тој ги го кара својот домакин. Тоа беше господин Бранко Црвогорски. Не, Бранко беше Киро. Киро Глигоров, председателот. Зашто ви ова? И потоа исто од коментар вели, ама слушав дека и лав сакате да ставите, па шо ќе ви е и тоа. Но ова промената доаѓа многу подоцна. Значи, времената спогодба 14 септември. 14 септември во Њу Јорк потпишана, со тоа што еден од условите е да се промени знамето. И последниот датум кога треба да се промени знамето е токму 5 октомври. Да, јас се сеќам правив интервју на Сариус Вест пред подпишувањето на Интермакордот. Да. На преговарачите. Кога вели колку е убаво знамето што ќе се појави на Обединетите нации, треба да бидеме свесни на работа која што многумина не ја знаат или не ја збораваат. Македонија е примена воен. Македонското знаме не е истакнато. Значи македонското знаме со 16 краци никогаш не се вее во Њу Јорк пред Обединетите нации. Прв пат се закачува знамето откако е донесено. Така да во таа спогодба едно од барањата е знамето да се повлече и се повлекува знамето, нели, што рековме, нарачката е до Мирослав Грчев, кој што мораме да спомнеме дека Мирослав Грчев е исто така вклучен во дизајнот на сонцето за Кутлеш. Тодор Петров ги дава идеите, но тој се консултира затоа што Тодор Петров не е дизајнер. Тој 3 пати ги менува пропорциите, последните пропорции ги дава Грчев, но тоа никој не го признава. Да, па истиот Петров, да подсетиме, беше истиот кој ја подсетуваше политичката структура во времето на Киро Глигоров 92-3, исправете ме, која беа испратени апликации за нашиот континуитет во Обединетите нации. По дефиниција знаете дека ние бевме едни од конститутивните елементи како поранешна федерација
во подпишувањето на повелбата. Господинот Чулев, исправете ме, не е Чулев, тоа беше представникот од Македонија, Димитар Чучков, представник на Југославија, ставил параф на тој документ. Така да ние, дали свесно или несвесно, с господинот Петров, бидејќи реагирал веднаш кај господинот Глигоров, каде е документот што го добивме од Обединетите нации. Само Словенија и Македонија имаше можност да аплицира за да станеме членки на Обединетите нации без промена на името. Но еве, пак тука некои играри Силата беше игротеки поголема од правото. Реал политиката. Само што една работа сакам да кажам дека Тодор Петров е првиот практично кој што цело време пишува писма до парламентот, вели луѓе што правиме со символите. Тие 6 месеци поминаа, ништо не се случува. Нели, според уставниот закон, и кога поминува тој период, на 1 јуни е првиот предлог за грб и знаме од Тодор Петров, првично, кој што тој дава две опции за знамето. Едното знаме е со златен лав на црвена основа, другата е со сонцето, првиот тип, прототип, да речеме, на сонцето од Кутлеш, односно инспирирано од сонцето на Кутлеш, тоа е дефинирано символот од Тодор Петров, со димензии, со сите работи, и подоцна успеа да ги убеди останатите пратеници да го примат знамето. Господин Дочиновски, стана збор да прашам, колку бидејќи сте човек кој ги разработувате знамењата, колку е точно и за двајцата дека албанското знаме е копија или е позајмено од некоја друга држава? Дали е точно? За албанското? Да. Па сега нели вика дека, мислам, што сме читале, кажува дека тоа е христијански символ. Орелот е христијански символ. Имате себе, да. Дали е точно или е тоа невистина? Знамето на Албанија е усвоено на големото собрание на Валона, исто кога е прогласена независноста на 28 ноември 12 година. Што и независноста, нели така? Да, тоа. И затоа има некој недоразбирање знамето, значи Не, ден на знамето, тоа е прогласено како ден на знамето. Да. Ако е истиот денот на независност. Да, иако фактичката независност на Албанија доаѓа многу подоцна, поради распоредот на силите, но не е битно. Дизајнот на знамето на Албанија се менува неколку пати во текот на годините, додека не се дефинира ова сега што го имаме. Господин Дочиновски, во контекст на сето тоа, колку имате јавување, да рековте, од нашите македонци во диаспората, дали имате, ги посетувате нашите македонци во странство, имате ли комуникација со нив во контекст на оваа иконографија, за која вие се залагате со оние? Па искрено, значи, за некои настани што ги се прават таму, нели, веселби и прослави што ги прават, значи, има Facebook страна преку која си порачува, да речеме, као бајрак за свадбата, да речеме. Тоест, има од Австралија дури сме испраќале, доаѓаат луѓе, па го земаат кај нас и мислам дека таму, знаеш, како ви кажат, што сте подалеку, то повише сте Поблиски сте. Така, нешто. Да. Веловме дека, да, што подалеку, што поголема патриотското чувство е поевидентно. Професоре, веќе владаме во финале на емисијата со оглед дека навистина сигурен сум дека создадовме интерес кај гледачите. Еве да префектураме во секој случај да резимираме кои се вашите пораки сепак за ова што вечерва ни говориме или што не сум прашал, а требаше да прашам тој ден. Освен новинарски да речам, не шаблон туку. Дека треба да го почитуваме знамето, со тоа ја почитуваме државата. Да, може би ако и го преферираме повеќе знамето кое што е со 16 крака, да не го навредуваме оваа знаме сега кое што е државно. Значи, сакале или не, знамењата ги прави државата, не ги избира народот во крајна варијанта,
и треба да се направи што е можно повеќе. Еве сега како што има во општина Аеродром и во други општини почнуваат да имаат церемонијално кревање на знамето со химната. Секој прв понеделник. Што е убаво. Што е нормално во многу земји е тоа прашање токму со такви моменти тогаш ние нашите генерации уште од мали ќе им се всади. Еве, гледате, има позадина говорите, колку младите го доживуваат знамето како нивно... Затоа што ако нашите деца не слушаат нас кога збориваме тоа е вентилатор, не е ова, како очекуваме тие да изградат позитивен... Свесно го дерогираме. Да. Свесно го дерогираме знамето и очекуваме други генерации да се грижат за тоа. Него морам да кажам една работа што е многу битна. Според мене, 16 кракото знаме нема загинато никој под тоа знаме. Сите македонски жртви дадени од оваа држава се под оваа знаме. Оваа знаме е единствено крстено со крв, да речам. Тоа е една дополнителна димензија која што дава на знамето. Господин Дочиновски, и вашата? Значи, Порака ги видовте младите како го Да. доживуваат. знамето на наше На во цел, Македонија? да, значи она е признаено во цел свет, значи луѓето има нели признание дека е едно од најбавите знамења во целиот свет. Значи другите ни го ценат знамето, ние самите не си оцениме тоа знаме. Сами се негираме. Па тоа е најголемиот проблем изгледа во нашата држава меѓу нашиот народ, така да другите треба да ни кажат колку вредиме, колку значиме и што имаме ние, какво знаме, како како спеку знамето треба да покажеме колку е сакаме својата држава. И колку сме автентични во она кој ќе речеме студираме у гради, дека сме патриоти, да не бидеме комерцијални или корпоративни, или патриоти на батерии. Така. Ви благодарам многу што бевте мој Благодарам соговорник. вас. Професоре, ви благодарам многу што дадовте несебично природен с двајцата, имајќи факт дека оваа емисија реализираме заедно во очи на голем празник посветен Свети Климент. И навистина ќе ми дозволите да испомнам дека задоволство ми што ми испратија до магазинот, до редакцијата, еден настан што се случи пред неколку дена, поточно на еден голем христијански празник, тој е поведение на Пресвета Богородица, а се случи во храмот Свети Никола, во Скопје, навистина чудо. Би можело да го видиме тоа чудо, ве молам. Slavete go Gospoda, zašto je dobar, aleluja. Zašto je večna milost njegova, aleluja. Да, овој храм кој е навистина во срцето, да речем, каде што мнозинското население е албанско, а македонците секако тука имат еден соживот и беше задоволство. Јас бев замолен од гледачите да го пуштаме, бе го пуштив и задоволство ми тоа. Почитувани, исто така рековме дека во пресвет сме на големиот празник и ќе ми се за право да го споделам заедно со моите двајца соговорници и тропарот за Свети Климент. Со тоа ќе ве поздравам, ќе ви се заблагодарам за вашето внимание. Знам дека многу не гледате на секаде во светот, бидејќи одиме преку МТЛ, односно Телеком Србија, и не гледате низ цела Европа. Благодарам и за нашите гледачи во Турција, таму сте во голем број, милионски број. Знам дека не гледате во Измир, да не ги редам, значи тоа ваше барање. Бидете ми живи и здрави за многу години големиот празник кој го прогласивме државен празник и знам дека ќе ги посетите храмовите, не само туристички да се шетате, секој ќе ви критикувам, бидејќи влеговме во божичните пости и убаво да ја доживиме таа благодат, ја го видовте и чудото што се случи токму во храмот, кој не е толку посетен, меѓутоа е причина да го посетите. Да сте живи здрави за многу години и нека и вечна и Македонија. Пријатна вечер. Словеси наставиле си, јазики веру Божио, дели возвисиле
милеси себе преблаженне, к божественную и беспечальную жизнь. Чудеси просияви приступающим к Тебе верно, знамен ми преславно озаряя вечерню. Сего ради божественную Твою память, Клименте слава.